Разговараме со Насер Селмани, председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија, уште малку, затоа што наскоро ќе имате собрание и ќе се бираат новите раководни тела и председател, но Насер, некои проблеми остануваат, би рекол, долготрајни и не се решаваат. Ти истера втор мандат и повторно ни се повторуваат слични проблеми, како што е случајот во кој го адресиравте неодамна со финансирањето, кампањите од страна на владата. Тоа се повтори во текот на референдумот. Која е твојата проценка во однос на претходната влада и оваа сега? Има ли некои суштински разлики? Има во амбалажата, меѓутоа суштината е иста. И не случајно ние рековме дека обидот на сегашната власт, политичката пропаганда во медиумите, во текот на изборната кампања, да ги финансира на партиите, да ги финансира со јавни пари, не е ништо друго освен поинакво пакување на владините кампањи што ги имаше владата на Груевски, со кој успеваше да ги подкупи медиумите или да ја добие наклонетоста на медиумите во нивното известување. И практично Груевски со владините кампањи успеа да ја убие критиката во текот на неговото владење. И мислам дека ваквата практика која што се обидува новата влада да ја продолжи е апсолутно неприфатлива и ние рековме дека со тоа ќе се оддржат клиентелистичките, коруптивните односи меѓу власта, политичките партии и сопствениците на медиумите. Во вакви коруптивни клиентелистички односи ние не можеме да збориме за слободни и професионални медиуми, затоа што нема медиум кој што ќе критикува една политичка гарнитура од која што секоја година на секои избори очекува да земе пари. И тоа пари од граѓаните. Практично станува збор за создавање зависни медиуми апсолутно на одредена политичка опција, во конкретниот случај на владеачката и од опозицијата. Затоа што и опозицијата добива одредени средства за да ја финансират нивната кампања за време на избори. Вие знаете дека во Македонија секоја година има избори, или претседателски, или локални, или општи избори, или референдуми, предвремени. И практично доаѓа секоја година партиите да можат да внесуваат пари во медиумите. Ако се одржува тој систем, практично тие ќе ја контролират и уредувачката политика. Но да го земеме и овој аргумент како вреден или тежок. Медиумскиот простор и новинарството е во криза затоа што е и сиромашно, нема пари. Мора да се согласиме, новинарите земаат некои просечни плати или дури и подпросечни, па ќе ви речат, па добро, од нешто мора да се живее. А ние немаме политичка култура тоа да го надмине. Не е така. Медиумите се сиромашни затоа што медиумскиот систем е недемократски. Е базиран на корупција. Ако вие градите затоа што политичкиот систем ви е корумпиран, вие не можете да имате слободни медиуми. Ако системот е корумпиран, тогаш и медиумите ви се корумпирани. Тоа дека од нешто мора да се живее, тоа е само оправдување на корупцијата која што постои во медиумите. Зошто медиумите во Македонија се сиромашни? Затоа што имаат создадено во мал медиумски пазар, има создадено фиктивни медиуми. Никаде во регионот, не во Европа, никаде во регионот, во вакви мали држави како што е Македонија, нема 5 национални телевизии. Уште колку кабловски телевизии. Зошто тие се создадени? Како може 10 национални телевизии да обстојат во пазарот помалку од 20 милиони евра? А од друга страна немаме печат, немаме печатени медиуми. Печатените медиуми, вие знаете дека веќе колку печатени медиуми изгасна. И сега има еден обид од владата да им се помогне. Мислам дека помина ребалансот и мислам дека таа е добра мерка. Да им се покријат трошоците на без дискриминација на сите печатени дневни вестници за хартија. Мислам дека тоа, видите, ми спомна дека тоа е на некој начин да се храни кучето, да не лае. Може и тоа така да се свати, меѓутоа ако раководството или собствениците на тие медиуми сакаат се професионалци, тоа не треба тие пари што доаѓаат од владата, не треба да ги гледаат како милост на владата, туку како обврска на владата да го помогне, да ги помогне печатените медиуми, затоа што секаде во Европа така е. И ако тие се професионалци, тоа не би требало да
влие на нивната уредувачка политика. Ако влие, тоа е нивна одговорност, не е дека тие се уценети со тие пари. Тие пари владата треба да ги даде и ги дава на сите печатени медиуми. Така да, од таа страна, мислам дека ние не само што не се противевме на таков концепт, него и го промовиравме, затоа што ние овде во Македонија, тоа што е како добра практика во Европа, зашто ние да не го примениме тука? Пошто тоа беше нашата главна критика. Владата наместо да дава владини кампањи за нејзина промоција пред јавноста, треба да ги помогне најслабите медиуми, тие што имаат проблем со опстојување. И мислам дека тој концепт е добар и ќе ги видиме, тука сме, ќе ги видиме ефектите. Да, тоа подразбира и отворен пазар каде што нели ќе може навистина да се има фер и игра по правила кои што ќе добие од колачот, нели? Видите, мислам дека печатените медиуми контролираат помал далеку пазарот од или колачот од медиумскиот пазар, така да мислам дека тука нема некоја голема, не се вртат големи пари. Главните пари одат во телевизиите, националните телевизии. Насер спомна неколку пати, мислам тоа е еден од клучните теми за кои треба да се дебатира во Македонија, особено ние новинарите, тоа е проблемот со корупција. Ние како новинари имаме обврска и мисија да пишуваме или обеледенуваме корупција, но од друга страна, како што самиот кажуваш, ние сме дел од некои си коруптивни механизми. Можеш ли да дефинираш каде е таа корупција, кај се гледа во медиумите? И како да ја препознаеме? Кои се многу едноставно, кои се собствениците на медиумите? Кои се луѓето? Тоа се луѓе кои што системот на таа криминална приватизација преку ноќ стана богаташи. И немојте да мислите дека тие луѓе се случајно се избрани да бидат собственици на медиуми. Затоа што не може, тие точно знаат, тие што им дадоа можност на тие луѓе да формираат медиуми, да ги контролираат највлијателните медиуми во Македонија, точно знаат дека со нив многу лесно може да се договарат. Режимот може во секое време да им ги диктира луѓето кои што ќе ги водат медиумите, да им ја диктира уредувачката политика и тие да не можат да се спротивставуваат за тоа, на тоа. Зошто се затвори, велија Рамковски? Тогаш кога се побуни на естаблишментот, тогаш заврши во затвор. И тоа беше порака до сите останати. Тоа е системот во кој начинот на кој системот владе или функционира во Македонија. Уцена, притисок, корупција и од тој систем практично и целиот политички систем нас не функционира така. Медиумите се само еден дел од тој мозаик. И затоа во последната реакција што имавме или информација што ја доставивме до странците, им рековме дека без реформа во медиумите ние не можеме да се надеваме дека реформата во судството, во разузнавачките служби или администрацијата дека ќе успеат, затоа што кој е тој инструмент кој што ќе го евалуира процесот на реформите? Кој? Парламентот кој што не постои, кој што е претворен во гласачка машинерија? Ако вие немате слободни професионални медиуми, вие не можете, немате елементарен механизам да ја тестирате отчетноста и одговорноста на владата. И затоа почнуваат обратно ги почнуваат реформите. Па судството, па разузнавачките служби, па администрацијата, на крај беа медиумите и сега и од крај ги тргна. Еве конкретно, бидејќи е во подготовка нов закон за антикорупција и тој треба да почне некоја собраниска процедура. Извинете, само една околу корупцијата. Зошто ние во Македонија не ја отворивме дискусијата, пошто очигледно гледам дека има отпор тоа да се направи. Ние во времето на владење на Никола Груевски видовме во каква позиција беа медиумите, посебно националните телевизии, приватни национални телевизии. Имаше класична злоупотреба на телевизиите од страна на собствениците. Ние видовме преку преслушуваните разговори како шефот на полицијата, на тајната полиција им диктира што треба да објавуваат главните уредници. Зошто Агенцијата за медиуми не го отвори прашањето дали тие луѓе имаат право више
да ги поседуваат тие телевизии или да им ги одземаат лиценците. Затоа што стануваше збор за класична злоупотреба на медиумите. Добро, ама дел од тие медиуми веќе полека се шифтаат кон другата политичка опција. Ама тоа е естаблишментот, значи не е битно кој е на власт, битно е дека тие медиуми се креирани да ја поддржат власта. А не да ние, како што ја знаеме нашата професија, дека треба да се по дефолт, а не по уредувачка политика која ја прават новинарите или уредувачки. Апсолутно. Значи, тие се тука да ја помогнат владата во незините политики, а не да бидат контролор или коректор на владата. Затоа што ние имаме проблем, овој систем кој што е монструм, овој не е систем, овој е монструм од систем. Практично ние не го имплементираме нашиот устав. Нашиот устав е демократски. Ако вие ги ништо не треба да направите во Македонија да измислите топла вода. Само уставот кој што ние во сила да го примениме. Овие успеа, и овие и претходните и тие првите, успеа да создадат паралелен систем кој што нема врска со уставот. И кој што го поклопува овој формалниот дел кој што е за лепи очи, што викаат луѓето. Реалната сила и реалната моќ во системот не е во парламентот. Парламентот е само, некои сака да го нарекуваат и како нотарска канцеларија, која што само ги заверува политиките кои што ги носи владата. Конкретно, дали ЗНМ беше консултиран или на некој ниво бил влел во некаков диалог со владата која го подготвува новиот закон за антикорупција? Да бидам коректен, мислам дека бевме известени дека има некоја иницијатива да се влезе во измени и дополнување на законот за спречување на корупцијата. Меѓутоа, колку што ја сум информиран дека некој од ЗНМ не е повикан некој состанок, дека е формирана некоја работна група, дека се отворена некоја дискусија, јас за тоа не знам. И докаде, дали е тие измени се напишани, дали во која фаза се, ние не. Навистина, ние им рековме дека сме заинтересирани да се вклучиме во таа работна група, ако владата се одлучи да формира таква работна група, за да, пошто овие проблеми кои што ние ги имаме во медиумите, да ги адресираме и да видиме како можеме да најдеме решенија за во иднина да не се повторат тие коруптивни релации меѓу власта и медиумите. Насер, после 8 години на чело на ЗНМ, кое е твоето искуство? Е подобро да биде само регулација или закони за медиумите? Нема дилема да се почитуваат законите кога би се почитувале законите во Македонија. Такви какви што се, можеме да имаме критики дека целосно не се усогласени со најдобрите европски практики. Ја мислам дека само регулацијата во Македонија може да функционира. Меѓутоа, вие кога имате една политика на неказнивост, на говорна омраза, на клевета, навреда, на непочитување на приватност, на непочитување на авторско право, тогаш само регулацијата е немоќна. Не може само регулацијата. За говор на омраза има пропишано затворска казна. Ако обвинителството и судот не ги санкционираат тие луѓе кои што користат говор на омраза, тогаш како само регулацијата ќе? Само регулацијата може само да ги наведе или да ги на некој начин да ги жигоса тие луѓе, тие новинари кои што користат говор на омраза, за да луѓето знаат дека нивното однесување или дека нивната реторика навлегува во нешто што е недозволиво според слободата на говорот. Меѓутоа, тука завршува обврската на саморегулацијата. Од тука натаму треба да функционира законот. Тука во Македонија ние затоа имаме таков, би рекол, погрешен впечаток за саморегулацијата, затоа што вика не функционира. Не, тоа функционира. Проблемот е што не функционира законот. Вие знаете дека граѓанскиот суд во Скопје ги одбива тужбите за клевета и навреда против новинари кои што работат во онлайн медиумите, затоа што онлайн медиумите не биле медиуми. Замислете, суд во Македонија, во главниот град, не разбира дека клеветата и навредата, законот им се вика граѓанска одговорност, не вика новинарска одговорност, па на крајот на краиштата, ако некој не е одговорен како новинар, тој е одговорен како граѓанин. Зошто не ги гонат луѓето по тој основ како граѓани? Значи, идејата е да се внесе или да се создаде
впечаток во јавноста дека само регулацијата не функционира, за да после воведат построга регулација, каде што ја ви тврдам дека нивната намера не е да се воведе ред, како што велат, туку нивната идеја е да се воведе контрола и во тој сегмент од медиумите кои што се онлайн медиумите, како што ги имаат ставена под капа телевизиите, печатените медиуми. Тоа е концептот. Ако ние паѓаме на таа шема, на таа финта од владеачките партии, па и од опозицијата, затоа што ист став има, вие гледате дека и ВМРО и СДСМ и албанските партии се унисона околу тоа, дека треба да се воведе некоја видна регулација за онлайн медиумите. Закони имаме, нека ги спроведат. Не ги спроведуваат. Ни законот ни кривичниот законник, ни законот за граѓанска одговорност, за авторски права, за приватност, за заштита на лични податоци. Законите се тука. Него прашањето е што не сакат да ги спроведуваат затоа што на крајот на краиштата знаете кого ќе треба да казнат? Нивните пулени. Луѓето, нивните експоненти во медиумите кои што прават пропаганда, претходните и овие сега. Тие ќе бидат на удар. Затоа тие не сакат да го спроведат законот, затоа што кој практично користи говор на омраза во Македонија? Кој е изворот на говорот на омраза? Па самите политички партии. Насер, да завршиме со ова прашање. Може би е лично за твојот мандат, кој е твоето искуство? Имаше повеќе политика отколку битка за новинарски стандарди и што мислиш, зошто постојано паѓа квалитетот на новинарството? Дефинитивно мислам дека со целосна одговорност можам да кажам дека ова здружение, додека јас бев тука председател, никогаш нема дозволено ниедна политичка партија да влие на одлуките кои што ние сме ги донеле. Ние практично и тоа го покажавме. И став имавме кон ВМРО, и став имаме кон СДСМ. И нашата обврска е да ги детектираме проблемите, да ги аргументираме и да дадеме решение. Ние не можеме да биде влада на Македонија. Влада на Македонија е некоја друга. Прашањето е дека овде во ова земја нема политичка волја да се демократизира ова земја. Значи, системот е до толку заглавен што апсолутно не дозволува да функционира системот како што е дефиниран во уставот. Дали работите ќе се сменат? Ја лично не сум оптимист, затоа што овде немате власт опозиција која што или немате опозиција која што опонира еден систем кој што е недемократски. Опозицијата е повеќе или помалку на истите ставови за некои клучни реформи во општеството како и власта. Ја дури имаме една теза која велам дека ние во Македонија ние немаме власт опозиција, ние имаме сојуз на комунисти поделено на две крила, социјалдемократски сојуз и ВМРО. Тоа е истата матрица од сојузот на комунистите. Дали ќе се појави некоја нова политичка гарнитура, не знам. Јас сум убеден дека овие постојани политички партии во Македонија, во албанскиот блок и да не зборам. И јас сум многу резервиран дека овие луѓе ќе можат да го сменат системот, затоа што знаете што треба тие да направат, да се само распуштат. За да се реформира Македонија, овие кои што сега се на површина треба да се заминат. Добро, збориш Насер за нова политичка опција, ја да те прашам директно, има ли услови овде за нов весник, јак, силен, модерен? Кој е тој богат човек во Македонија кој што би бил заинтересиран да формира слободен и професионален медиум? Затоа што тие луѓе кои што имаат пари во Македонија нераскинливо се поврзани со како да речем, со државната корупција. Ние во Македонија имаме државата продуцира корупција. И како вие очекувате тие луѓе кои што државата ги направи, богати луѓе, тие сега да се борат против таа држава која од сиромашни луѓе ги направи милионери. И затоа ние сме влезени во тој круг и постојано се рециклират истите луѓе. Вие знаете дека на неколку пати или два пати колку беше имаше обид да се формира трета опција, двете партии се
зближуваат за да ја уништат третата опција. Има мала надеж дека под притисок на меѓународниот фактор, затоа што во овие ситуации кога се брануваат се бранува целиот Балкан, еве да се надеваме дека меѓународниот фактор ќе врши притисок некои работи во регионот да се затворат, не заради нас, него заради стабилноста и нивните интереси. Ако содействуваат тие интереси со некоја, еве да речеме, со овие луѓе кои што се сега на власт и вршат притисок, некои реформи да се затворат, мислам дека имаме тука шанса. Ако не, тогаш останува целата одговорност на нас како граѓани. Ако сакаме нашите деца да ги оставиме во ваква криминализирана држава, тоа е нашиот избор. Ја не би сакал, верувам дека и повеќето мнозинството граѓани на Македонија не сакат нивните деца и внуци да ги остават во земја каде што на власт се корумпирани и криминални структури кои што ја злоупотребуваат власта токму против тие граѓани кои што живеат тука. Благодарам на Насер. Благодарам и на вас.